На лице место сме пред владата на Република Македонија, каде што имаме најубав поглед на она за што ќе зборуваме. Нели во ова линковско вклучување, кажа и ти, не знам дали гледачите многу знаат за оваа наука за знамињата која што се нарекува вексилологија. Заедно со хералдика, тоа е она што нели е, да речеме, господинот кој што е наш соговорник, е доктор на науки токму во овие две области, но за Македонија, како вели самиот доктор Јован Јуновски. Ви благодарам за нели одвоеното време и да ни раскажете нешто. Еве мене ме интересираше, чисто видов едно ваше представување вакво на тоа што значи тоа или каква е таа наука за знамињата. Може ли да започнеме прво од тоа, нели, ако одиме на вексилологија како наука, ќе ни треба многу време за да објасниме што и како, но да се задржиме еве можеби на македонското знаме. Пред нели оној уреднички колегиум зборувавме сите што значат овие две бои на македонското знаме. Дали тоа има некаква врска со создавањето на самото знаме? Она што го има во документите, во самиот процес на создавањето на знамето, боите представуваат континуитет. Затоа што сите три знамења македонски од, да речеме, од современата македонска држава, нели, од 44 година, се црвено знаме со жолта апликација. Тоа е преземено уште од претходните знамења. Значи, она најстаро зачувано знаме, да речеме, што е поврзано со Македонија, е од Разловечкото востание, каде што исто така е црвено знаме со жолта апликација, односно црвен лав на жолт квадрат. И тоа е нешто што понатаму тие две бои се јавуваат и во илинденските знамења, така да црвената и жолтата го представуваат континуитетот. Така, не значат крв и сонце или не знам сончеви зраци, така натаму борба. Во официјални документи тоа не е никаде нагласено. Што точно знаат? Многу држави имаат свое официјално објаснување што значат боите, македонското нема. Во разговорот кога се подготвувавме нели за овој разговор ми рековте, кога ве прашав кој тоа ги создава во државите, знамињата ми рековте од 1906, ако добро ве разбрав, нели во Европа има еден човек кој што нели го создал или чии, да речеме, модул е искористен за создавањето на знамето. Како да работите? Практично да, затоа што првото знаме кое што е на конкурс добиено е знамето на Кипар. Да, на конкурс, буквално на конкурс. Иако ние 92 година се обидуваме истиот метод да го примениме, претходно секогаш имало некој службеник обично во владата или во зависи како е уредувањето, кој што се занимава со таа работа и кој што ги го утврдува, да. Дали тоа ќе биде нека комисија, можеби од 1, 2, 3 луѓе, се оние кои што го утврдуваат дизајнот на знамето. Да. Дури ако историски претходно се употребувало тоа знаме, како што е многу пати случај, но сепак еднаш мора да се направи официјален цртеж и да се дефинираат боите. Кога сме кај официјалните цртежи, споминавте за првото, за она во социјалистичка Република Македонија. Одиме сега се силиме кон независноста, нели, и 8 септември. Велите една година ни требаше за од создавањето на независноста до создавањето на нашето знаме. Никаде заглавивме на конкурсот или не беше приоритет знамето? И едното и другото. Значи конкурсот неколку пати се одложуваше, така да дури во април 92 година беше објавен конкурсот, на кој што пристигна околу 4000 посебни и за знамето и за грбот. Имаше собраниска комисија која што требаше да одбери едно знаме, не се бендиса ни едно од конкурсот, не бендиса автори, но не и знамиња. Значи шифри поточно речено, нели? 3 шифри и потоа беа замолени трите шифри да направат друго знаме кое што не е на конкурсот со црвено знаме со жолто сонце. Така, и од тие 36 предлози од трите шифри се добива едно знаме, кое што е на Костадин Танчев Динката, и тоа влегува во официјалниот процес за понатаму значи во предлогот на закон. Влегува, но подоцна, месец-два подоцна, предлогот што е даден од Тодор Петров, полека го зазема местото на тоа претходното предлог знаме.
Само да ги потсетиме гледачите, тоа е она со 16 крака, Точно, да, да. Значи првиот предлог Тодор Петров го дава на 1 јуни 92 година, значи во рамките на процесот кој што доаѓа, не на конкурс. Покрај конкурсот пратениците постојано даваат своји предлози кои што се разгледуваат на исто ниво како оние од конкурсот и на 11 август 92 година е усвоено знамето, да. Со 16 зраци. Така е, да. Ако се силиме кај третово знаме, ова што сега ни е официјално знаме на Република Македонија, од кој автор е пак ова? Значи, најдобро е да се каже дека тоа е од комбинација од два автори, кои што релативно независно работат. Значи, основниот дизајн го дава Мирослав Грчев, каде што знамето е во онаа златна пропорција 10:16 и каде што зраците излегуваат директно од дискот. Дискот само да им објасниме на гледачите. Ова во средина, така? Да. Сонцето. Сонцето, значи зраците излегуваат директно од дискот, додека Константин Танчев Динката го истегнува знамето, значи од 10:18 го прави 1:2 и ги одвојува краците од сончевиот диск. Така да авторството мислам дека треба да се смета на двајцата. Иако релативно независно еден од друг го работат. Да. Така е, да. Ви се допаѓа вам ова знаме, како некој кој што се занимава со знамења, да речеме? Да. Значи е уникатно. На неколку конкурси кога имало за неофицијални конкурси, нели, за дизајнот на знамето е прогласено за едно од најубавите знамења. Од друга страна има многу специфичен дизајн кој што прави тоа да се воочува веднаш. Значи, кога имате една група на знамења каде што се најчесто тробојни во различна комбинација на бои, ова знаме излегува. Дури и да е на црно-бела фотографија, каде што веќе боите нема да значат ништо, овој дизајн едноставно излегува од тоа. Да. Ми споминавте пред ова линковско вклучување дека луѓето, колегите ваши од Хрватска, нели ве побарале за да прашаат кој е вистинското македонско знаме, нели за да не сгрешат, како што ни се случи, нели ни се случи на институцијата која што е зад нас неколку пати да сгреши, нели знаме. Во однос на тоа, кога по протокол некоја, нели странска делегација доаѓа во земјава, ве контактираат, знаат дека во Македонија постои македонско грбословно друштво, постои некој кој што се занимава со вексилологија и хералдика? Значи, тоа е прашањето на домакинот, не на тој што испраќа. Значи, имавме таков случај, кога ни се јави од Хрватска, точно да го утврдат дизајнот на знамето. Да, значи, како што е редот. Значи, не е прашањето да дадат на пазар и да купат дајте ми македонско знаме, нели, туку да биде направено според сите правила. Како им се случи тоа на луѓето од протокол да ги сгрешат знамињата? Тоа е многу тешко да се утврди како е. Значи имавме неколку... Слични се, така, слични се. Да, слични се. Слични се за некој што не обрнува доволно внимание, нели, што не е познавач на работите, но тоа е сериозен грешка во протоколот. Затоа што вие тоа му кажувате на гостино дека него, чекате некој друг. Не од Австрија, овој другиот, од Латвија. Да. Или, например, кога ставите знамето наопаку, како што имавме неколку такви случаи, тоа е прилично сериозен претстап, затоа што во вексилолошката традиција е останато дека поразот на една држава се означува на тој начин, кога се става знамето наопаку. Да. И кога сме кај тие правила, нели? Нема врска дали ви се допаѓа или не ви се допаѓа, кога живеете овде, ова е знамето на кое што треба да се поклониме сите ние. Кои се работите кои што треба да ги знаеме како правила за тоа? Не знам, во едно ваше искуство или зборување на медиум ве слушнав дека никогаш, ама баш никогаш знамето не треба да се стави долу. Точно. Значи, најнапред би рекол да се има официјално знаме, затоа што најголем дел од знамињата кои што се купуваат, што се нудат, што се продаваат, не се во оној стандарден однос 1:2. Тоа е да. Значи, дизајнот да биде. Втора, друга работа што е, треба да знаеме дека знамињата што стојат надвор имаат век на траење. Многу е грда сликата кога има знаме ставено, но кое што е искинато, дотраено или фалат парчиња. Значи, тоа е една работа што мора да се мисли дека, нели, современите знамиња траат од 3 до 6 месеци надвор и треба се стават на некој достапно место кај што може да се промени. Затоа што после некој време тоа веќе станува грдо.
Да, и друга работа која што многу често ние ја имаме, особено за избори и предизборни кампањи, кога го ставаат знамето на маса на место на чаршаф. Значи тоа исто така е, да. Тоа е недозволено. Да, да, да. Местото е на јарбол. Не, може да се употребува. Да, значи, нели, знамето е, да, или на јарбол, дури се става, нели, и на ковчези, но не смее да се спушти заедно со ковчегот во гробот. Да. Она што ми го кажавте е нешто за кое што исто така не ве прашале, но еве паметно е да им кажаме дека веројатно е недозволиво да се става знамето на Европската унија, велите на сите оние официјални посети или во местата кадеш како нели кабинетот на премиерот или председателот на државата и така натаму. Зошто, господин Јановски? Затоа што ние не сме членка на Европската унија. Значи ние може да посакуваме да сме членка. Еве пред некој ден ни кажа дека има волја да бидеме членка. После неколку датуми, едноставно нема никаква законска основа, дори тоа е против законот, затоа што ние не сме членка на Европската унија. Колку и да посакуваме, тоа е исто како да ставиме, например, знаме на, не знам, на шаховската олимпијада во Скопје што беше. Затоа што сме биле дел од тоа, така, или да речеме Босна и Херцеговина да го стави олимпиското знаме од 84-та. Да. Истото се случува со знамето на НАТО. Знамето на НАТО, да, се користи и треба да се користи во оние моменти кои што се поврзани со НАТО. Само тогаш. Значи, ако имаме посета од НАТО, нешто што е настанато, затоа што, повторно ќе го спомнам, ние сме членка, да речеме, на франкофонијата или на државите на Дунавскиот слив. Тие знамења ги ставаме, значи, на празник, кога има таков поврзан со тоа или кога доаѓа некоја делегација. Значи, нема никаква логика знамето на НАТО да стои постојано во собранието. Во Министерството на одбрана може. Ако доаѓа некој представник, да, вообичаено. Но гледаме ние дека станува некако со трите знамиња, значи македонското и од Европската унија и од НАТО, станува некој вид, да, има тоа, значи од вексилологијата, прашањето е на емоционалниот дел на знамињата. Не зборуваме само за како изгледаат, и тоа сака да покаже дека ние сакаме да бидеме таму. Но и покрај нашата голема желба, ние не сме членка на Европската унија. Кога ќе бидеме, не е проблем, да. И сега нешто со датумиве. Имаме и датум, односно имаме ден на знамето, 15 мај, така? Точно, да. Значи, 2010 година, со одлука на владата, на 15 мај извршена првата промена на знамето, на оние големи јарболи кога се ставени, и тој ден е назначен како ден на знамето. Значи, не на ниво на закон на нешто, туку тоа беше со одлука на владата. И многу држави имаат ден на знамето, ден кој што се прави за да се почитува знамето, да се сетиме на знамењата, нели? И во последните неколку години, веќе со иницијатива, мислам дека беше на Обединетата македонска диаспора, почнува тој ден некако да се враќа. Да, значи се прават... Да. Најчесто е ставање на знаме на Facebook или на социјалните мрежи. Да, но веќе почнува да. И сега на самиот крај, само да им кажеме неколку детали, нели, веќе немаме време, имаат и други содржини луѓето, моите колеги од студио. Значи, вели знамето на секоја земја е четириаголник, освен знамето на Непал, и она што е интересно е дека Швајцарија и Ватикан се единствените две земји со квадратни знамења. Тоа треба некому да кажат зошто и како, или тоа е нивна одлука? Тоа е историски. Затоа што знамето на Швајцарија е хералдичко знаме. Значи, тоа е хералдички стандард. Тоа е содржината на грбот што се поставува на квадратно платно. Значи, тоа е дел од историјата. Да. И остануваат на тоа. Не го менуваат со вексилолошко знаме. Значи, разликата помеѓу хералдичко знаме е тоа. Најчесто се тие квадратни и ја имаат содржината на грбот. Додека вексилолошките се со различни бои. Да, научено нешто што сме навикнати на оние тробојки.
Да, тие се најчесто вексилолошки знамиња. Има уште многу нешта за кои што може да му обитиме, ама ова се некои работи кои што јас сакав нели да не ги кажете заради тоа што не сум ги чула одамна или прв пат слушам за некој од нив. Значи да се договориме дека во многу нешта, па и на многу конкурси ова наше знаме е едно од најубавите знамења, да си го почитуваме никогаш наопаку и да пробаме нели луѓето од протокол да нели еве искористат некои вакви луѓе како доктор Јоновски да ги прашаат за да не сгрешиме, нели? Никој од нас не знае толку многу за вексилологијата како тој самиот.